вика колку сме, мислам дека е убаво да зборуваме за театар, барем јас сум од тие што сакаат да зборуваат за театар. Добре дојдовте на 4-тиот ден, 5-та тркалезна маса на нашиот фестивал. На пола сме, буквално равнотежа имаме во бројките. Вчера имавме прилика да ја видиме представата на театарот од Штип, случајната смрт на еден анархист од Арија Фор во режија на Ивана Ангеловска. Гостите ќе си ги представи Звонко, кој што е водител на оваа тркалезна маса. Јас ќе им посакам официјално добре дојде на тркалезната маса. Се надевам дека уживавте и вчера. Публиката добро реагираше, добивам коментари. Јас сум онака како поштенско сандаче после секоја представа. Добивам импресии од публиката како било на представата, што се случило и така натаму. Сакам да ве слушнеме и вам, и нели ние сите што бевме присутни, доколку некој има прашање. Меѓутоа, најважно ми е да ви е убаво, да се чувствувате добре дојдено и да, нели, да го испочитуваме нашиот 60 годишен юбилеј. Повели Звонко. Хвала. Добро дојдовте на следниот ден. Четвртиот ден, 5-та тркалезна маса. Четвртиот ден, 5-та тркалезна маса од МТФ Војнаке Родински. Пред да започнеме со разговорот, сакам службено да констатирам. Верзија 1, анархистот сам паднал. Верзија 2, никој не го турнал. Верзија 3, ако некој го турнал, тоа не сме биле ние од војна. Ако сите сте согласни со записниковете, започнеме со трибунава. Така е. И почитувани актери, ве молам да одговарате прецизно, се што ќе кажете ќе биде искористено против вас. Ви благодарам за присуството. Како што веќе знаеме, ова е тркалезна маса за представата на Штипски театар. Случајната смрт на еден анархист во режија на Ивана Ангеловска, која е оправдана отсутна. Како гости на тркалезната маса ги имаме Евтим Трајчов Јаворски, Милорад Ангелов, Никола Кузелов и Стефанија Николска. Добро дојдовте. Јас, како повеќе, само еден кратек осврт на представата и на некој мој мало обидување и ќе продолжиме со младото. Случајната смрт на еден анархист е напишана пред повеќе од 50 години, инспирирана од реален случај во Италија, но она што е фасцинантно е што текстот и денес функционира, рекли си, без никаква адаптација или без причина и потреба за адаптација. Причината е многу едноставна. Не се менуваат системите, не се менуваат институциите, ниту пак се менуваат механизмите преку една вистина станува верзија на друга вистина. И доколку на предходните тркалезни маси повеќе разговаравме за митот, традицијата, историјата, абсурдот, тука ќе разговараме за нешто што може би уште понепријатно, а тоа е токму таа вистина во нас како луѓе и за вистината како административен проблем. Ивана Ангеловска не представува во оваа представа конкретен политички настан, туку прави представа за манипулацијата со вистината, за незината перцепција и за механизмите преку кои граѓаните прифаќаат наративи, готови наративи, како готови факти. И токму тука мислам дека е најголемата вредност на оваа изведба или тој храбар момент кој што го имаме како споен дел на годинешното издание. Представата не се обуде да биде дневно политичко кабаре, да трча слепо по актуелноста, не е пародија на пародијата во која што живееме, туку напротив тие современи политички општествени референции беа внесени многу одмерено, без да го оптеретат и гледачот, што многу често се случува во адаптации на политички драми, политички текстови или општествено ангажирани текстови. Беше тоа направено колку да се препознае светот во кој што живееме, но не за да го уништат текстот. За среќа тоа не беше направено. И од сценски аспект, како што можевме да завидиме, представата понуди препознатлив бирократски свет на маси, досиеа, расфрлани документи, архиви, или некој простој во кој што вистината не се открива, туку тековно се произведува. Да почнеме
малку да ја разградуваме представата. Како што споменав, во оваа представа една од идеите е да се истражува вистината и како со неа се манипулира. Но тоа што мене ми беше интересно дека во представата ни еден лик или ни еден од нас не лаже на класичен способ, како начин, како очигледен лажго, туку секој од вас произведуваше своја верзија на вистината која што треба да ја донеси на сцената. Кога работевте како ансамбл со режисерката, како го дефиниравте овој механизам на лаги и вистини? Како тој треба или требало да се движи? Беше претходно дефиниран, ви се венуваше во текот на работата, колку вие лажевте во представата и меѓу себе? Кој сака? Тоа е. Види, многу сето тоа што каже многу точно и некако како да го опише нашиот процес и како да си бил дел од нас за време на процесот. Така да немам што многу да дополнам во однос на тоа, затоа што тоа ни беше нашата цел. Ова е култен драмски текст кој што би рекол за жал живее повеќе од 50 години. За среќа го имаме за да го покажеме на сцена и да го искажеме. Јас лично го делам ставот на представата и затоа и со радост и јас и моите колеги ги играме улогите и ја сакаме представата затоа што е многу директна, многу апсолутно се согласувам дека е многу битно да не се премине границата, но да се истражува тој свет на фарса, каде што нуди поголеми можности од очигледните. Така да имаше многу за работа, работевме многу, не сакавме да направиме представа само за широката маса и тоа и се случува. Мене ме фасцинира таа комбинација каде што публиката доаѓа во голем број, реагира како да е не голема комедија, а всушност имаше и некои коментари од публика као вели ова не е смешно, боли вика, не е баш така наивно, нели? И мислам дека тоа е суштината на едно големо театарско уметничко дело, каде што благодарение и на режисерката која што е исклучителна во својата работа и со актерите на сцена, каде што успеавме да не избегаме од Дарио Фо, еден мој омилен автор, а при тоа значи, да ја задржиме суштината. Иако ја пишувам пред 50 години, нормално имаше адаптации, но ја задрживме суштината, го задрживме Дарио Фо, го пренесовме тоа од Италија во Македонија и никако да избегаме од тој круг кој што се повторува. Да, како што спомена, точно е дека живееме во време кога реалноста често изгледа или е на вистина поабсурдна од сатиричниот театар. Исто ме интересира дали вие во текот на представата или работата со авторите разговаравте или размислувавте каде да ја поставите таа граница, до каде одиме со сатира абсурд и кога почнуваме и во која мера ќе го коментираме нашето секојдневие? Ние многу истражувавме за време на процес и за историските моменти и за сите тие политички моменти што се случувале тогаш и главната поента ни беше да секој цврсто да верува во својот став и во тоа што го мисли, во тоа што го има истражено за нештото, еве конкретно за мене. Беше многу битно да верувам во тоа и да знам многу точно за што се бори самиот лик. Исто така и за сите ликови. Многу беше исто така битно да не ја претераме таа граница што ја зборувате вие, да не ги гониме, да не ги бркаме комичните елементи, туку да се искаже ставот на сите тие ликови за да дојде всушност поентата да излезе на површина за што се бори секој од ликовите, односно одредени ликови во представата. Постои еден момент, дури не само за овој текст, генерално кога се работат некои представи, секогаш се прави некаква паралела со сегашноста. За жал, актуелноста на овој текст и те како постои моментално,
дури времето е стигнато во уште поголем абсурд од тоа што е текстот, така што ние, например, нафрлавме вистински случаи од секојдневието што случуваат кај нас, во нашата држава, од дневни вестници, и бевме како, да не е ова предалеку, да не ја преминеме границата, а всушност границата е премината во реалност. И за жал ние во театарот, за да се навратиме и го задржиме оригиналниот Дарио Фо, дури некаде и се враќаше границата наназад, бидејќи реалноста веќе, мислам, тотална нереална, тотална девијација. Добар коел. Да, мислам тие одлуки за кои што споменувате дека сте се враќале наназад, е добра карактеристика и одлука на представи на оваа представа, зашто многу често гледаме представи каде што таа граница е премината и текстот е прилично, изворниот текст е уништен и гледаме, што јас го нарекувам пародија на пародијата која што живееме, и мислам дека тоа е малку атрактивно аспект на гледач, кога целосно така е донесен текстот. Да, Евтим, во текот на представата има впечаток дека вашиот лик е секогаш еден чекор пред останатите на сцената. Кога го градевте ликот, што беше за вас најважно? Неговата интелигенција, неговата комичност или неговата способност да оцени кој, кога и како лаже? Се едно. Ова е една од моите животни луѓе кои што секогаш сум сакал да играм и ми се острел тој сон. Ми е драго што учествуваме на јубилејното 60-то издание. Да се игра тој лик е предизвик, тежина, но јас сум мазохист по природа и сакам и обемни ликови, сакам и брутални ликови, сакам ликови кои што она што ми се допаѓа кај тој лик, иако е лудиот, иако е можеби и живе надвор од системот, живе надвор од законите, но тој е толку чесен, толку искрен во тоа што го прави, што не можеш да не се заљубиш во ликот, особено тоа што го доаѓа и со нивните мерки, со нивните пристапи, нормално интелигенцијата е негова одлика, иако е тој лудиот, неговата интелигенција е таа која што го води, ама во него има нешто, некаков жар. Тие луѓе, обично знаеме и многу познати личности кои што некој ќе каже забегале, полуделе, не се самите. Значи секогаш кога ќе излезеш надвор од рамките на системот, те квалифицираат како луд, како поинаков, не те прифаќаат. И тоа е една од пораките. Таа негова, јас барем така го гледавме заедно со режисерката, дека тој е многу енергичен, значи многу има во себе, неговата способност за трансформација, за брзи промени. Мене како актер тоа ми се секогаш ме фасцинирало, еден актер да може во една минута 10 состојби да ги изигра една по друга со нагли резови, пак да излезе од ситуација да се врати. Ја обожавам таа интеракција со публиката и каде што ја кршиме целата театарска магија и ја поведуваме публиката, тоа ми е едно од убавите работи кога работам на театар. И овој стил некако, значи, уживам во реализам и во чиста емоција, обожавам абсурд, физички театар, но оваа форма ми е ултимейт, она што е кон кое што се стремам, за да може човек да е слободен, да каже што чувствува и да се искаже целосно како некое заокружување со сите внатре алатки, инструменти кои што еден актер и еден уметник може да ги има. Вашата игра исто така функционираше како мотор на ритамот на целата представа. Ви приватно сте таков активен мотор, динамична личност и сега земајќи го во предвид дека и професионално и приватно сте од аспект на динамика многу сличник. Дали е тешко во тој случај да се задржи равнотежа меѓу фарса и сериозност во театарот? Па дали е тешко, не, ама е убаво за играње. Многу е битно, многу убави коментари сега слушнавме и од вас
и од другите дека тоа е умешноста, да успееш да си во контрола. Значи, ќе го споменам мојот професор Кирил Ристовски, тој велеше, нели, дали 100% треба да влезеш во ликот, и ако влезеш 100%, дали си веќе ликот, дали си луд, дали не си ти, дали ќе си изгубиш ти себе си. Но вика, секогаш мора да постои едно црвено светленце, кое што ќе те враќа назад за да не ја преминеш границата и да не забегаш, нели, во својата интерпретација. Така што секогаш мора да сме свесни, но моментот кога ќе се препуштиш, се сеќавам дури на приемен испит имаше некој есеј кој што требаше да го пишуваме и прашањето беше дали театарот е занает или уметност, некако така беше поставено. И знам дека го завршив со една крајна реченица, театарот почнува кога уметноста во театарот почнува кога занаетот ќе престане. Пошто ние го имаме занаетот и во моментот кога ќе престане занаетскиот дел од нашето работење, тоа ќе се случува некоја магија, настанува уметност, настанува конекција со публиката и се препушташ на нешто кое што е возвишено и кое што е најстарата професија на човештвото е театарот. И до ден денеска обстојува и мислам дека никогаш не може ни да умре. Дали овие, може би вие, Милорад, овие негување во публика, отстапување од сцената, така се игра и во Штип представата или тоа го адаптиравте? Да. Тука така се игра и во Штип. Во представата сите се убедуваат да имаат некаква собствена верзија за вистината. Милорад, вашиот лик постојано мисли дека ја контролира ситуацијата, а всушност ситуацијата го контролира него. Колку беше забавно, колку е опасно да се игра човек кој што е убеден дека има авторитет, а при тоа се околу него се расправи. Воопшто не е забавно да играш таков кретен. Знам како и се. Мислам, дури е трагично. Се измачив да ти кажам да направам таков лик, затоа што по природа сум друг човек, но да играш такви ликови. Тоа сакам да се заблагодарам на поканата и да честитам на сите за 60 годишна, 60 години. Постои на вистина за респект и треба да го почитувам. Благодарам за поканата на професор Ана, на сите вас, на публиката што изворено дојде. На вистина благодарам од срце за се што. И како и минатата година сум горд на тоа што Штипскиот театар повтор па тоа ги со представи кои што зборуваат. Мислам дека цел време зборувам и по медиум и сега во разговори дека после Кочани се што не се случи, потребата за ангажиран театар, за театар кој што бара одговорност и како е потребна и треба да се прави. Ова е ангажиран театар кој што зборува гласно и јасно и треба да има поголема поддршка и храбриот нов театар во иднина го гледам со ангажирани представи без разлика на тоа како е направено со сите слабости и мани, но пораките после Кочани треба да се сменат. Значи, после се што не се случи ова општество, мораме да го смениме театарот, мораме да бараме од одговорност, во суштина и тоа е нашата идеја и нашата цел. Ова е представа која што е правена по конкретен случај, не е по дека не е, тоа се кажува во представата за овој железен, тој има и документација. Јас не гледам ништо разлика од тие 60 години, пред неколку години имавме убиство на площадот, кој што исто, сите се сеќавате, сакаше да се прикрие Нешковски губија, човекот изборува сите како да го средиме. Не гледам ништо разлика помеѓу тој случај и овој случај, така да, навистина, да направиш една ваква представа која што знаеш, некои политичари во Штип што ја гледа од двете партии прашува, ова за нас ли е? Викам, појма немам. Не, јас знаеш што им рекол. Знаеш, беше дури. Јас знаеш што им рекол. Имаше од елитата, имаше елита, политичка елита која што го води град, што ја гледат представите, се чувствува незгодно, знаеш. Оно и кажуваш дека се кретени, дека не може вака да се не ова политичко ветување, човече. Да, на една од тие им реков, викам, немој да сте блокирале представата, викам, не е за вас, за тие пред вас е. Да, дури се избашија, дури, кај знам, се толку луди што може и цензура да ни направат, човек.
И треба да има подршка, и затоа овој слоган "Храбриот нов театар", после се што не се случи, е прекрасен слоган. И треба целиот македонски театар, без разлика на добрите и лошите страни, за идејата да се направи ваков театар, треба да го гледаме повише на македонските сцени. Треба му се даде подршка, треба да му се даде на представи што зборуваат гласно, што критикуваат, што барат одговорност од сите. Така да сум гор што сум дел од оваа представа, навистина благодарност до сите, и секогаш кога почнувам да играм, така чувствувам револт во себе. Знаеш, тоа чувство кога сакаш нешто да кажеш на некој, дека и убаво ми е кога минатата година направивме представа за надежта и за љубовта, ова година бараме одговорност од општеството. Се надам дека следната година ќе добиеме некаков одговор или ќе не цензурираат и како прилеп ќе немаме театри. Затоа што конкуренцијата е во државата навистина опасна во немање на театар. Стварно опасна. Ние сме, вие сте, нема да дозволиме да бидете шампион во немање театар. Еве и ние сме зад вас, и ние работиме во реномирани згради кои што сме на чекор до така да не знам што ќе се случи, ама ние мора да бидеме гласни. И Комуновскиот. Па сите сме на тој пат. Затоа кажувам, конкуренцијата во немање театар во државата станува опасна. Опасно е веќе. Немаме два театри функционираме. Сето друго кој нас глувци шетаат, човече. Мачки ни паѓаат ново. Во руинирани згради работиме. Правиме представи, декоративни представи. Додворуваме се на политиката на власта. Декоративен театар. Кире Ристевски беше другар. Јас го однесов во театар прва година од гимназија. Кога му говорил за она светло кое ќе ти се запали, дали треба 100% да влезеш во ликот или со одредена доза? Да ме подсетам на Станиславски. Што беше тоа? Магичното ако. Што е тоа? Ако беше вистина. Може би тоа ги на таа вистина која допира таа интеракција измеѓу вас и политичарите, кои гледале представата и се препознале. Тоа е доброто нешто. Ќе отвориме... Така, извините, јас малку емотивен сум по природа на овие прашања. Напротив, не благодарам за одговор. Така, мислам, ова се места кај што баш можам да ги споделам. Овие мои размислувања и затоа ви благодарам. Исто ви благодарам за тоа што го спомнавте на крајот, дека би било тешко да влезете во таква улога и во вакви... Па како да играш таков манипулатор, таков подлизорка на власта, таков декорот човек, не е лесно на некој актер, декорна политика, знаеш, како и нашиот театар, декоративен театар. Никола, истото во овој случај тогаш би ме прашал и вас да пристапот кон вашиот лик, да се надобрзам кон тоа што го кажа Милорад, бидејќи вие од друга страна, спротивно од другите, сте другиот тип на злосторник, некој што се труди да совршено да си ја заврши својата работа. Каков е твојот пристап кон единствениот што е од другата страна и кон ова, може би, што го кажа вашиот колега? Јас при градењето на ликот на Бертоцо почувствував во текот на процесот една недоследност во ликот и при истражувањето со режисерката некаде на средина на процесот заклучивме дека во времето кога Дариов ја работеле и ја правеле представата, всушност тој лик го играле двајца различни актери и практично тоа биле два различни ликови. И тоа што јас интуитивно го чувствував како актер дека овој Бертоцо од првата сцена некако малку нелогично стигнува до тој другиот Бертоцо кој што полудува. Меѓутоа Дариов попатно решил да ги спои тие два лика во еден, па така настанал овој Бертоцо кој што е одлика на една бирократија, на еден ред, на едни само запишани правила и податоци, без разлика дали се вистините или не се вистините. И при крајот на процесот, всушност, она што кај мене во глава кликна и мислам дека најмногу ми помогна е Бертоцо цело време ја гледа и ја кажува вистината и всушност си реков после представата Бертоцо така како што завршува би станал лудиот, бидејќи тој ја гледа вистината, конечно целосно ја разбира, му се отвара пред неговите очи, тој целосно полудува на крај и мислам дека
после целата представа и таму некаде во иднината Бертоцо всушност станува лудио. Да. Ако не се, доколку некој не ја следи многу внимателно представата, постои можност да помисли дека сепак беа два ликови. Вториот вас Лес не е толку веднаш очигледно дека е истиот актер сепак, доколку многу внимателно некој следи. Да, ама ние и не се трудевме толку да избегаме од тоа, бидејќи првично од физичкиот изглед до костим, до начин на игра, се трудевме да направиме тоа да биде еден пристоен, скоцкан лик, да заврши во еден целосен распад. Стефанија, вашите колешки само вие сте присутна. Сега не сум сигурен во ова што го кажувам, затоа вие сте тука да ви помогнете, додека ја гледав представата. Што се однесува на женските ликови, има впечаток дека од една страна или вие трите најмногу се забавувате во представата и додека ја гледате и додека ги следите и ко колегите и кога се појавувате на сцена, или понекогаш другиот впечаток дека вам трите ви е најмрачно. Не сум, јас се размислувам цело време на која страна повеќе да се наклонам, затоа и вака го поставувам прашањето. И може би, што мислиш, бидејќи го наблюдуваше хаосот на твоите колеги на сцената и кога треба да се појавиш наеднаш во нова сцена, колку е тешко да се стане смешен или прецизен, кога се влегува во целосно комичен момент на сцената? Да, е малце потешко. Гледам уште од почеток некако ми стана навика и одлучив се генерално го правам тоа секоја представа, да ја гледам представата од почеток до крај, да не сум негде на страна, па кога ќе дојде мојата сцена ја да си влезам, пошто тоа го сватив уште на почеток, многу е тешко да влезеш у таков хаос од нигде никаде. И концентрација се губи, и такви некои работи. Ама генерално мислам дека не е тешко и комплицирано ако влезеш и ако знаеш што правиш, која е твојата мисла, кој е твојот став и зашто влегуваш за да кажеш такво нешто, односно за да го споделиш тој став. Во принцип, новинарката, за разлика од Мики, мене многу полесно ми легна, пошто некако јас сум по природа таква, да, можам да кажам дека кај него е спротивното, кај мене, да. Ја некако убаво ми дојде, у вистински момент ми дојде оваа улога, пошто многу ми помогна и за некои мои такви гневни моменти, нерешени, што приватно уште не можам да се изборам со некои работи, едноставно се посилни од мене. Така да, ова што го направи со новинарката ми беше многу, можам да кажам, лесно, ама многу уживав у тоа и многу ми помогна. Така да, тешко е да се влезе у целиот тој хаос, ама ако знаеш како влегуваш и зошто влегуваш, веќе се улеснува ситуацијата и после можеш полесно да се вклопиш и во самата ситуација и во играта на колегите во текот на представата. Така да, тоа пак ќе го спомнам, истражувањето што го имавме за време на представата многу ми помогна за да знам на што сум и за да не се изгубам у целиот тој хаос кога ќе влезам, а они се веќе завлезени во длабокото. Јас пак ќе прашам за овој мој впечаток, може било кој од вас да се вклучи за трите женски ликови. Дека и со тебе Тоа да. Јас не сум полицајка. Добро, фала ви, повелете, колку некој така да се вклучи. Може нешто, како е гледал представата, има впечаток онака дека представата ми кажува, уствари, какви сме ние како луѓе. Значи, што ние, се што ќе направиме, само да се спатиме својата која. Значи, и се правиме нешто, и секоја работа ќе правиме, ќе ја оправдуваме, секоја наша постапка ќе ја оправдуваме, само да се спасиме самите сега. Никој не сака и нема храброст да се соочи со вистината. Значи, без разлика дали сме ние како приватно, како личности, значи дали разговараме вака тет еден со друг, или пак што се случува во една институција, такви сме биле во 70-тите,
Такви сме во 80-тите, такви сме и денес, ништо не се менува. Ако продолжиме вака, тераме. Не тераме, се прифаќаме. Ние се адаптираме и живееме во таа комфортна зона. Онамо каде што не е најдобро. И вие гледаме театарски представи и кога излегуваме таа, сите кажуваме дека тоа е реалност, ама никој од нас нема гласно да каже нешто или нешто да направи. Се затоа за да си ја спасиме својата собствена корила. Значи, ретки се тие што ќе направат нешто после. Значи, се е некој личен интерес. Револуцијата ги јаде собствените деца. Тоа е. Или системот е дизајниран да штити корупцијата, така што му направи. Ама ние сме системот. Се зависи од нас. Значи некој мора да почне и да се бори. И да се бори. Значи, онака тоа ми е некој впечаток од представа, цела конкретно представата, остави што ни покажува. Па добри. Се правиме за да се спасиме самите себе. И да се спасиме комфорт зоната исто. Дали сме во институција или приватно, повеќе, значи кога ќе се запрашаме ние приватно како функционираме, за мир во куќа. За мир во куќа. И така функционира и државата. И така функционира. Прашањето е нели сега констатиравме дека представата ја држи линијата, не преминува границата, што е добро за една уметност, за една театарска уметност, но што оваа представа ќе смени? Тоа е уште поголемото прашање. И дали нешто ќе смени? И дали некој ќе се запраша ствари, што ни покажува самата представа. Отвара такви прашања. Отвара прашање, баш таа граница што ја имате ставано, понатаму ќе отвара тие прашања. Барем мене ми гледам и други дека реагираат на тоа. И добро е што реагираат. Баш така реалност. Значи секој со кого ја направила мовата после представата, значи ни ја покажува реалноста. Само секој од различен аспект гледа. Значи некој ќе гледа само во институциите, значи тоа се институт, значи конкретно. Не, значи ако се малце подлаго, ќе се малце гледа, значи тоа се вие ги представувате сите луѓе. Апсолутно да. Значи не само институциите. Тоа ни се случува нас и на приватен план. Па, да, значи, внатре ликовите секој е различен и секој го представата, Дарио Фо, секој го представил како ќе се однесува во такви околности. И сите си се оправдуваат за своите постапки. Извинете ако може да додам нешто во врска со тоа и за тие граници што ги зборите што се преминуваат, например, исто многу е битно лудиот еве и новинарката да речеме дека се на иста линија, некоја со ист став, бараат правда, ја бараат вистината, но на различен начин. И тоа е исто многу битно според мене во представата дали кој е правилниот начин да се избориме со овие ствари. Пошто имаме ист став, сакаме да ја откриеме вистината, сакаме да се бориме, новинарката малку гледа тоа да е без насилство. Он одбира друг метод. Како? Така, и тоа ми е мене од сега сум се прашувала дали кој е начинот, например, и новинарката да застане на страна на лудиот. Многу едноставно. Па тоа да, ама тука е таа граница, за тоа зборам како ги правиш сите тие работи. Како одлучуваш да реагираш на сето тоа, дали како лудиот на екстремен начин или како тоа што го прави новинарката. Тој на негов на тој, новинарката на новинарски, лудиот обично кажува вистината. Новинарот мора да ја пренеси. Новија простори, тие што ја кажуваат вистината и нивните ликови едниот завршува низ прозорот, другиот во психијатрска болница, така да ние ќе се измъкнеме. Така е, луѓе, секој што размислува во овие простори нормално, трезвено, не ја фрлаат низ прозорец и ја прогласуваат за луд. Тоа е суштината, да. Ама сега ти да земеш нешто да кажеш, сега ќе те против вас, ќе те прогласа за луд и ќе те затвора, ќе ти исплода дравата. Ама веќе ќе не прогласат после главите сите што кажуваат. Готово е да стоиме за тој, веќе не сме сами. Сега новинарите
Ќе напишат, јас очекувам некој од елитата, од политичарите да ме лом направи. Ама тоа е. Ма супер. Значи си допред. Да, си добро. Што вели луѓето, вели, ќе напише некоја вистина што не ви одговара, по после ќе треба да ја фрлите, тоа стапсите. Значи така да. Обтеснение морални башавња. Напишав една колумна во еден локален весник за состојбата на САР, Штипскиот театар во услови, не во ансамбл, во услови. Зошто збориш против власт? Тоа телефонски притисок не ништо, едно моје мислење дека салата е во лоша состојба, дека треба да се реагира, треба на општина Штип. Ти не знаеш што се случуваше. Цел ден телефон. Како сум зборувал против власт, јас очекував дека ќе ме апсат мене. Колумна во обичен локален весник напишав, реагирав. Ке ме апсат. Меве преснимена и приказна. Ево субтилно да го изнесиш пред политичарите без да ги навредиш. Како да ги кажеш? Што да им? Ова е тема за друга представа. Да, сакав нешто да кажам, бидејќи ви благодарам за коментарот што го кажавте. Затоа што јас кога ја објавив селекцијата на фестивалот имаше разни реакции и некои добронамерници се обидоа да ме посоветуваат, исто како што речете, бидејќи јас сум многу гласна секогаш. Не вака гласна, не сум, не. Ама го кажувам својот став секогаш и сум храбра, затоа сум се одлучила да биде мотото на овој фестивал ваков. Токму за да излеземе сите од комфортната зона во која што се наоѓаме. И вие денеска ме направивте многу задоволна со својата селекција, затоа што се види зошто јас сум избрала ова представа и зошто секој од нас... Не си погрешила. Да, дека не сум погрешила, без таа лажна скромност, затоа што сметам дека дури овие попатни муабети што ќе ги кажеме, нешто придонесува. Може би нема да го сменат светот во секундата, ама доволно еден човек да почне поинаку да размисли. Во однос на театарската храброст, јас почитувам тоа што го правите како театар. Го кажав и за Куманово вчера, ќе го кажам и за вас, да, условите за работа се стварно никакви. Меѓутоа, енергијата со која што ја создавате представата, зошто се одлучувате да правите такви представи? Минатата година имавте 2 големи такви представи. Кога јас се двомев која представа да ја земам, токму ради тие силни прашања, тој поривот што го поставувате да се постават вистинските прашања на вистинско место. Театарот треба да ги постави прашањата, не да ги одговара. Да бара одговор. Така. Ама одговорите треба другите да ги. Така што јас мислам дека и јас ја завршив мисијата и вие вашата мисија и се разбира дека секогаш е подобро да се поќутите за да не ве малтретираат. Не е убаво да добивате негативни коментари, да јадат пукалки со вас. Ме разбирате, јас лично сум го почувствувала многу пати во мојот живот. Меѓутоа, како што кажа вчера во една прилика, многу сум инетлива по природа. Прилепце точно. Типична прилепче. И немам проблем со тоа затоа што верувам во тоа што го правам. И јас знам дека вие верувате во тоа што го правите, затоа што мора да излеземе од комфортната зона. Многу ни е удобно на сите во таа комфортна зона, знаете. Ја нема да кажам ништо, мене ни еден политичар или кој да е во моментот, нема да ме спомене и секи си тече така кај што треба да си тече. И ќе дојдеме во ситуација кочани, ќе дојдеме во ситуација страшни работи се случуваат во животот, а сме опоменувале. Дарио Фо е одличен мајстор на збор, кој што попатно со една реченица кажува 50 приказни. Значи, истите се во стварност. Ги имате, ги гледате. Независно дали тоа било 50-тите, 70-тите, како што рековте, секоја деценија се повторува тоа. Ви благодарам уште еднаш за коментарот и буквално за оваа цела дискусија што се развива. Јас само би сакала да го вратам моментот на театарот, бидејќи наспроти сите тие прашања што се поставуваат, Ивана гради и таа една прекрасна, едноставна матрица на дејства кои што постојат, односно на околности во вашата представа, која што може да се види дека таа игра што ја правите, како што ствање влегувам во хаосот, дека тој изрежиран хаос всушност има уште еден подтекст тука, кој што ние го гледаме како публика. И тоа е многу интересно да се види. Знаете, сега вие сте внатре, тоа го гледате однатре, меѓутоа однадвор тој хаос е диригиран хаос. Јас така би го нарекла. Мене ме интересираат тие театарски алатки што вие ги користите, не режисерски, тоа со режисерка, меѓутоа како актери, како го најдовте решението, кои алатки ги користите да се избавите од тој така наречен креиран хаос? Секој од вас.
собствениот капацитет, работата со режисерот, тие работи ме интересираат. Веќе не сум стигнала да разговарам со вас после представата. Знаат сите колеги дека јас само гледам представи и си одам. Секогаш викам селекцијата ќе кажам што мислам, ама сега па си ја користам приликата да си прашам тоа што сум сакала да прашам. Професор ги прво да ви се заблагодарам за храброст да бидете се избирате вакви ангажирани представи. Навистина е пријатно сум изненаден, затоа што знаеме. Навистина во некој идно време ќе недостасува селектор, ако како вас се надевам дека ќе продолжи фестивалот да селектира и да поставува вакви представи и секоја чест за вашиот ангажмент. Во однос на алатките, како ги правевме улогите, секој има свој механизм, секој од своја гледна точка, не знам, се обидувавме да размислуваме брзо, со подтексти, да реагираме, знаеш, не е ни тешко во суштина. Алатките постојат секаде околу нас, на секоја телевизија, на сите вести, знаеш, колку сакаш има извор за работа, како реагираат овие. На секој чекор копиравме, гледавме, анализиравме ликови од политиката, од начинот на кој тие ги држат раците, како ги онедуваат. Разговаравме што значи говорот на тело кога цело време, знаеш, тај познат политички говор, како дека е сесто, како да ги држи. Така да, тука беа околу нас алатки, на овие простори за вакви ликови има материјал многу за црпење, така црпевме, разговаравме. Некако така. Да, и многу ни беше битно да се слушаме. Да, тоа. Пошто некако мислам дека и во тој дел до влегувањето на новинарката некако го смирува на некаков начин хаосот и ја дава таа прилика да чекај полека да се слушнеме што збориме, пошто има, мислам, нека одреден момент во нивниот хаос на почеток, кај што е веќе не се знае кој пие, кој плаќа. И тоа ни беше генералната водилка да се слушаме и да реагираме, да пратиме, ако се правиме дека ништо не знаеме или јас блефирам за некои работи или они блефираат за некои работи, мислам дека главната работа беше да се слушаме и да бидеме многу прецизни и пак ќе го повторам тој момент, да не се бркаат некои комични елементи, туку тие самите да си произледат од целата таа иронија што ја играме ние на сцена. Да, интересно беше, јас би спомнал на почетокот првите проби, ако се сеќавате, значи ние потрошивме можеби недела дена со текстовите и со верзиите ние како екипа да сватиме што се случува. Значи така мајсторски напишано, каде што ние имавме буквално верзија која е вистината, која е религијата. И секој од нас правеше верзија за... Сите лепевме вистини, вака која вистина и цела репетициона беше со вистини, вакви официјални, неофицијални верзии со некоја политичко. Меѓутоа, кога ние на крај го најдовме редот во хаосот, мислам дека на сите ни беше многу лесно да функционираме во тој хаос. Јас вчера слушнав и од колеги неколку коментари дека представата е навистина многу динамична, носи едно интересно темпо, меѓутоа на нас веќе тоа темпо ни е станато природно. Барем јас имам такво чувство, имам такво чувство дека така исто и со колегите. Значи ние го изанализиравме тој хаос и со работа направивме едноставно да се чувствуваме природно во тој хаос. Пред да го завршиме денешниот разговор, само да подсетам дека денешната тркалезна маса посветена на турската представа е веднаш после изведбата на представата, со кратка пауза. И во нашата програма денеска почнуваат трибините. Првата е во 17 часот во Аура, помеѓу отворениот диалог и удобниот молк, театарот и општеството. Тоа ќе биде научна трибина на Кристина Цветановска-Станковска. Трибините се отворени за сите. И пред полека да го завршиме разговорот и да ја затворам ова тркалезна маса, сакам службено да констатирам дека верзија 1. Современиот македонски театар не може да го премени светот. Верзија 2. Современиот македонски театар понекогаш може да го натера светот да се засрами од самиот себе си. Верзија 3.
Современиот македонски театар е најжив кога е духовит, критичен, но истовремено и непријатен. Фала ви. Фала.